Само чудо може да го задржи Таравари во владината коалиција. Извори на Сител кои присуствувале на вчерашните разговори меѓу премиерот и лидерите на Вреди брифираат дека Таравари со една нога веќе е надвор од владата. Според нашите извори, разликите меѓу двете страни се огромни, а довербата речиси и да не постои. Сепак паднал договор да се направи уште еден обид за приближување на ставовите за што деновиве средба ќе имаат представници на Вреди со вице-премиерот Фетаи кого Таравари го назначи за свој преговарач. Некој посебен оптимизам не се негува, а за тоа говорат и серијата остри тонови кои од вчера се испраќаат меѓу двата табори. Завршија политиките на две столчиња и матни политички ставови, порачаа од Вреди вчера по средбата со Мицкоски. Оние што си заминаа го направија тоа затоа што ја искористија Вреди како одскочна даска за да скокнат во скутот на Ахмети. Вреди нема да дозволи дуи да се врати во оваа влада, дури ни низ задна врата. Ниту преку нејзините врски, ниту преку оние кои се лошо фатени во мрежата на олигархијата, криминалот и корупцијата. Порачаа вчера од Вреди. Остри беа и лидерите. Меджити на социјалните мрежи го потсети Таравари дека го загуби гостивар на парламентарните избори и му порача дека Вреди ги гаси светлата за лицемерни политичари. И дуи во влада не оди докторе, порача лидерот на Алтернатива Зекирија Ибраимија, Касами кратко го праша дали вредеше. Не вреди ниту да реагирам, кратко напиша Таравари на Фејсбук, откако вчера извори на Сител блиски до него брифираа дека тој би сакал да се договори со Вреди за поддршка на градоначалничките кандидати, а ако не успее, дуи му е следната станица. Во ваков развој на настаните известно е дека Таравари нема да го дочека летото на министерска позиција и големи се шансите да стане новиот партнер на Ахмети. Во ВМРО ДПМН денеска само го потврдија она што вчера стигна како неофицијален брифинг до медиумите. Средбата помина во пријателски и партнерски дух, се разговараше за сите реформски прашања, силно се уважува волјата на граѓаните за реформи, борбата против криминалот и промени на системот кој што за жал го оставија СДС и дуи во минатото. Граѓаните нема да бидат разочарани и разговорите продолжуваат и понатаму. Таравари во моментов тежи 5 пратеници, но се уште не се знае дали сите ќе го следат на патот кон дуи. Владени представници во неколку наврати коментираат дека кај опозицијски пратеници постои расположение да му се придружат на мнозинството, но до овој момент за тоа нема никаква најава. Александар Спасовски, Сител телевизија.